За тие што не знаат што е летеринг, тоа се модифицирани букви само со изопачени завршетоци на буквите и изгледат кул. Здраво, јас сум Матеј Петковски од Скопје, се бавам со тетовирање некои 5 години скоро. Правам букви најчесто. Највеќе работам букви, највеќе летеринг некој таков подаркерски. Предпочитам да е кирилица, да се пишува, не знам, македонски, пошто си живееме тука. Поише таков некој дарк стил, нешто реализам, не large scale, него таков некој black and grey. Ја играв ракомет 12 години, се бавев и професионално неколку од тие 12 години. Ту спорт сум цел живот и цртањето ми беше цело време ко алтер егото што ми беше у животот. Пошто неам виден спортист некој да биде уметник, да се шалта така на две страни и цртав од 8 години, почнав со колички, со татко ми ги правевме баш реалистични да кажам. Од тоа што ми појде, после почнав да цртам портрети од музичари, рапери што ги слушам. И графити дојде последователно на тоа, со графитите и букви, и од буквите следува и летеринг. У последниве неколку години е дигнато малце разбистрено мислењето дека не сме сите наркомани, пијаници и све тоа, него дека има баш вредности овие луѓе што се тетовирани. Се дига полека, но уште има таква генерација стара таа што се отфрла стигмата дека тетоважите се само за криминалци. Тоа е тоа. Кај нас не е развиено тетовирањето се уште на светско ниво. Има многу артисти, многу квалитетни артисти, ама клиентелата не е таа што се бара ваljda. Пошто сите сакаат некој сличен стил, у две насоки идат, или минималистично нешто мало да ми има многу значење, или идеме реализам, black and grey, големо нешто и тоа е тоа. Јас почнав да цртам и портрети на лист уште пред не знам 15 години. И некако досадно ми е, пошто е прекопирање на истата слика што ја имаш, само ја пресликуваш, немаш некој твој уметнички допир на тоа, некој си слободен печат. И некако ми беше досадно, со графитите ми беше па преинтересно, пошто букви цело време и секој пат секоја буква можеш различно да ја направиш нешто, да измениш. И така ми дое све онакако хронолошки распоредено и мислам дека супер се пронаоѓам у буквиве. Не би менјал стил, едино многу ми се свиѓа традиционал стил, таков по-болд, со убави линии, например, не знам, амерички традиционал со без боја се едно, јапонски исто ми е многу добро. Такви некои илустративни ствари кај што се цртам и се преинтересни и презадоволен сум кога ги правам. Сум учествувал до сега на 3 конвенции, двете у Скопје, едната у Белград, а сум бил да гледам, само да не учествувам на уште 2-3. Сега најтазе ми од Италија, у Италија беше стварно светско ниво, 400 артисти, све од 400 артисти 200 луѓе прават букви и ја бев тука, не беше нека прејако како да сум у Дизниленд буквално. Годинава на конвенцијата кај нас што беше у Скопје, пошто немаше категорија летеринг, морав нешто што пак ми се свиѓа да го правам, да не биде само еве. И се решив да правам
traditional, освои второ место и бев презадоволен, си unlockнав онака левел за дека можам и тоа го правам и дека знам да го правам. Во главно кај мене се најчесто за букви, уште се најчести пријателите, уште се луѓе што ме знаат. Од надвор кога ќе види некој која не ме знае, чудно е малце што правам, пошто не знам, различен стил е и не се навикнати се уште луѓето да го гледаат тој кај нас, ама ете, полека има некој степ-ап, некој скалило напред, затоа и ми помогна и Блажи и Ина што ме викнаат да работам кај нив во студио. Има и од нив што се научи, има и од Ивана што се научи, така да. Имам направено, не знам, за букви такви large scale pieces, големи ствари имам направено неколку, углавно се на другари. Пошто и ја им викам, ајде дојдете ќе ве цртам, ја ќе правам што сакам, вие само да си лежите и тоа е тоа. И реално ретко кој ќе се нафати на тоа, али ако дојде клиент, пак сум онака отворен и за измени да има некој и да не е дизајнот потполно мој, да се зема некои референции што и да е тоа, али пак да има некој мој допир за понатака. Јас најголема желба ми е да работам секој ден, ама да работам само букви секој ден. Значи, не знам, ја немам некој план за 10 години што ќе биде, стварно немам поима, не се гледам така, максимум гледам за 2 години. Али ете тоа, ако сакам нешто, ако се стремам кон некој дел како да ми се движи во животот, тоа би сакал да работам секој ден и да работам авторски дизајн. Сум се префрлил од една од друга сфера со животот и добро ми оди за сега. Со ми е супер, секој може да направи ваков чекор, да мора да се откажеш од нешто што си го правил претходно, за да почне нешто ново и ако доволно го сакаш тоа, ќе се исплати дефинитивно.